Здраво на сите, јас сум Нела, Елена, Брани и Никола и денес ќе ви кажам нешто повеќе за Европскиот совет. Европскиот совет е сушта институција на Европската унија која што се среќаваат лидерите на земјите членки за да одлучуваат за главните политички наследи и препреки на Европската унија. Тој е формиран во 1974 година, официјална институција на Европската унија, станал во 2009 година по договорот во Носел. Тој не носи директно закони, туку дава политички наследи и ги реши. Македонија е кандидат за целта на европската унија е да го пратиме. Многу ја. Значи, питање е било како побојшат ментално стање студената. Типа можемо предложити у школама да се више уклучени психолози и педагози. Да буду да више причају со дјецом опćenito, да им буде опуштење у школи, а не да буде толку форсирање око испита, да буде стрикно само школа и не прича се нjihovom ponašanju. И за тоа. Ај, добро. За ова питање, како школе могу бити околишно очишчије? Па мислим, книга раде пуно отпада. Понак може да смањимо мало книга. Тоа е добро за околиш, јер нечемо ципат дрва за книга. И моја кичка. Наше питање е било треба ли Еразмус бити доступан на више ученика и мислимо да треба, јер свакако мислимо да свако искуство да добро доđe ученику, јер добиеш нова знања, нови вештине, упознаш с вашим културама и да е добро да се то прошири далje. Ние смо набрали питање дали би се ја и таблети требали више користити у школама. Јас сум за, Петра е против. За Council of European Union или предано Совет на Европската унија. Советот на Европската унија, исто така се не знае по Советот на министри, бил создаден во 1958 година во Брисел. Советот е составен од 27 министри од целата држава членка. Председателството ротира на секој 6 месеци. Различни комитети работи групи и генерална секретаријат што помага во организацијата. Како функционира? Советот не е составен од еден фиксен состав. На составниците доаѓаат различни министри по зависност од темата и ако се зборува за економија, доаѓаат министри за економија и финансии, а ако се зборува за земјоделство, доаѓаат министри за земјоделство. Европскиот парламент е единствената институција во Европската унија чии членови се избираат директно од граѓаните. Тој представуваат над 450 милиони граѓани од 27 држави членки. Има избори секои 5 години и официјалното седиште е во Страсбург. Но се работи Македонија е кандидат за Европска унија од 2004 година. Целта на Европската комисија е да го прати напредокот на Македонија, да дава предлози како може да се подобри. Европската унија поради таа помага со самите правила и со работи. Ама сите ќе бидете, оваа сте една група, таа сте една група. Ај сега тоа. Сега треба да дискутира за тоа што ќе да тема што ќе да. Што? Добро, професор, им сум ќе доста. И ја така мислам. Доста е. Доста е. Ај што тема Дали треба и да биде на... Да дискутираме сама. Да доставаме. Снимате? Да. Прво е демократски, парламентот се бори за човекови права, слободан и се на кандидерат на слободан е говор, стандарди, законите што ги гласуваат во Европскиот парламент. Здраво на сите, јас сум Нела, Елена,
Брани Никола и денес ќе ви презентираме малку повеќе за Европскиот конзул. Европскиот конзул всушност е институција на Европската унија која што среќаваат лидерите на земјите членки за да одлучуваат за главните политички насоки и приоритетите на ЕУ. Таа е формирана во 1974 година, официјално е за главните политички насоки и приоритети на Европската унија. Тоа е формирано уште пред 1974 година, а е официјално признаен како институција на ЕУ во 2009 година со договорот во Лисабон. Тој не носи закони директно, туку дава политички насоки и одговара на одредени прашања што се битни. Добар ден, денес ќе презентираме за Европската комисија, која е една од најглавните институции во Европската унија. Европската комисија е извршно тело на ЕУ и нејзината главна задача е да предлага закони и се грижи да бидат спроведени. Што всушност работи комисијата? Европската комисија има многу значајни задачи. Прави тоа што одлучува за Европската унија, дискутира за економија, миграција, економија, миграција, војна, безбедност, кои ни интересува важни политички одговори. Како се чинува Европскиот совет? Од различни Председателство кој се ротира на секој 6 месеци, различни комитети и групи ги имаме секретари. 50 милиони луѓе од 20 Престани да коментираш. Тој представува 450 милиони граѓани од 27 државни членки. Се виште Тој одлучува како се трошат парите на ЕУ и го образованието, да праќа студенти во странство преку програмата Erasmus Plus. Исто така таа не ги го поставува политички насоки и приоритети на Европската унија. Тоа е формирано уште во 1974 година, а е официјално признаен како институција на ЕУ во 2009 година со договорот во Лисабон. Тој не носи закони директно, туку дава политички насоки и одговара на одредени прашања што се